да се оградам, да почнам со Таче, со неговата екипа, со неспособната Булумента и така натаму. Значи, не ги спомнувам од одредена причина. Причината е многу проста, многу јасна. Абсолвирано е дека луѓето не ги бива. Значи, ако спомнувам десницата, односно идеолошката страна на која што ја припаѓам, забележувате, веќе не спомнувам партија на која што ја припаѓам, бидејќи мојата идеологија е десничарска, промакедонска, ВМРО-вска секако, 30 години, тоа го знаете, но не спомнувам партија за да можам поопширно да ги толкувам и анализирам и да давам предлози како да се решаваат работите на таа страна. Значи, ако не ги спомнувам овие другите, што моментално ја водат владата, не затоа што сум за нив, туку затоа што мислам дека е абсолвирано, јасно е дека не ги бива. Е сега, како што солза од кај нив дошла ваму, кај Мицко, да видиме дали има уште некои други луѓе кои што дошле од таму кај Мицко. И кои се импликациите ако дошле од таму кај Мицко. Еве, например, Љубе, познатиот штимунг мајстор со шешири за правење на разноразни манифестации од огромен карактер, кои што секако немаат никаков политички импакт. Истиот човек кој што го слушавме во минатото дека се договара со грците само да дојде на власт, дека нема проблем за промена на името. Човекот кој што пред шарената, во време на шарената револуција беше активен учесник во рушењето на ВМРО-ДПМН од власт. Човекот кој што по доаѓањето на Зоран Заев беше негов советник. Новиот адут, кец од ракавот и една огромна величина која што недостасува во орото на Мицковски. Да, човекот кој што ќе донесе сериозна промена во рейтинзите на Мицковски, само не сум сигурен дали нагоре или надоле, тоа вие кога ќе се подсетите на сите овие елементи, ќе се заклучите сами. Но представен како човекот во шеширот и шал, како господинот од Западна Европа, како човекот што ги знае манирите како да се тераат работите, како човекот кој што е учесник, жив учесник во сите овие промени на ВМРО-ДПМН, ама од другата страна. Како човекот кој што кога се менуваше името, беше од страната која што го менуваше името. Како човекот кога се менуваше уставот, беше од таа страна, да се смени уставот. Значи, промената на името, преамбулата, бришењето на принципите на АСНОМ, воведувањето на двојазичноста и се поред. Да, вистински патриот, као солза, прави патриоти, кои што ќе напишат по некој статус, ќе дадат по некој интервју. Но, ако ги избришеме оние дека биле на другата страна и ги гледаме само статусите, и може и да им поверуваме. Инаку, мислам дека малку е спорно, ама нема врска, беше кај Мицко, сега он ќе го донесе оној квалитет кој што недостасува, она вистинска мирудија за манџето да го добие потребниот вкус, за да ја сркате и да викате има ли уште.